Почитувани гледачи, добар ден и добродојавте во новото издание на емисијата Супер звезда. Имам повторно чест и можност мои гости во оваа емисија да бидат дечињата од основното училиште Јохан Хајнрих Песталоци. Како во една од претходните емисии, така повторно денеска ќе бидеме гости во Природонаучниот музеј на Република Македонија. Во една од минатите изданија видовме дел од тајните кои ги крие овој прекрасен музеј, но немавме можност да видиме се. Денеска ќе ви ги откриеме и останатите работи кои немавме можност да ги видиме во претходните емисии. Така да ве каниме да дојдете заедно со нас, а ние во меѓувреме ви праќаме безброј бакнеши, ве гушкаме, сакаме и ве покануваме. Доаѓајте заедно со нас. 3-4. Ајде, одиме во музејот. Тргнуваме. Имам специјална можност и чест да ја најавам господја Наташа Стефановска. Наташа работи како кустос во Природонаучниот музеј на Македонија. Наташа, добре ни дојдовте. Добре ве најдовме. Како сте? Супер. Еве денеска дојавме со дечињава, ви го разубавивме ли денот? Да, премногу, морам да признам, големо задоволство. Каде се наоѓаме сега, ќе ни кажете? Значи да, сега се наоѓаме во постојаната изложба на безработници во Природонаучниот музеј на Македонија и ќе се обидам заеднички да допреме во светот на безработниците, кои го чинат повеќе од 95% од животинското царство, кое е на планетата Земја, брои повеќе од 1 милион различни видови. Неверојатен податок. Ајде да видиме, го имаме ли првото прашање веќе? Лазгодна девојка, Злато, кое е твоето прашање? Здраво, јас сум Гала и моето прашање е што се безработници? Ето е убаво прашање, што се безработниците? Безработниците се група на повеќе типови на организми од животинското царство, чија основна карактеристика е отсуство на рбетен столб. Во Република Македонија деца се присутни 11 типови на безработни организми со повеќе од 13.000 на видови, од кои голем број се македонски ендемити. А овде во постојаната изложба на безработници во Природонаучниот музеј имате можност да погледнете некои позначајни представници од безработниците кои се среќаваат во нашата земја, и тоа од следните типови: сунгерите, сплеснатите црви, валчестите црви, прстенестите црви, членконогите и мекотелите. Може ли ми кажете што се сунгерите, какви организми, какви форми се? Така, сунгерите се најпримитивни, многоклеточни, безрбетни организми кои што наликуваат на растенија. Главно живеат во водена средина и може да бидат различни по големина, по форма, по боја, зависно нели од видот. За нив е карактеристично што немаат формирани органи, а храната ја примаат од околната вода со помош на многобројните пори кои што се наоѓаат по целата нивна површина. Во Република Македонија регистрирани се деца 10 различни видови на сунгери, од кои голем број од нив се нормално ендемични. Ќе го издвојам охридскиот топчест сунгер, кој што е ендемичен вид за Охридското езеро. Прекрасно што имаме нешто такво овде кај нас и може да се пофалиме, и го нема на друго место во светот, нели? Така, да, ендемит е организам кој што се наоѓа само на одредена географска област и го нема на ниту едно друго место во светот. Сега, почитувани гледачи, дојавме на едно многу интересно место. Каде сме и што сме, ќе ни објасни господја Билјана Карамачовска. Она е дипломиран геолог и кустос во овој прекрасен музеј. Биле, добар ден. Добре ни дојавте и вие во нашата емисија. Како сте? Добро. Баш ми е мило што не посетивте. Често работите со дечиња? Да, имаме често дечиња посетители од различни возрасти. Си уживате во вашата работа, така? Да, уживаме и кој си ја сака работата, успешно ја завршува. Каде сме сега дојдени? Што е ова место што може да го видиме овде? Моментално сте во Минеролошко-петроградската збирка при Природонаучниот музеј на Македонија во Скопје. Еве, јас би сакал да го поставам сега првото прашање, да научат и дечињата нешто интересно. Може ли да ни кажете што е минерал, а што е карпа? Која е разликата меѓу тие двете? Да, минерал е природно тело, составен дел од неживата природа и кој што со хемиски елементи или соединенија кој што има одреден хемиски состав. Додека карпата е минерален агрегат составен од повеќе минерали. Да научивме нешто, значи? Да, и минералот доаѓа од латинскиот збор minerals, што значи парче руда, нешто дел од рудник, а додека
петрографијата, која представува наука која ги проучува карпите, доаѓа од грчкиот збор петрос, што значи камен, карпа, и графос, што значи пишува, значи наука која што ги опишува карпите. Здраво, моето име е Матеј и моето прашање е што им остава најголем впечаток на посетителите? Прекрасно прашање. Лиле, ќе ми кажеш ли од што се најзадоволни посетителите кога ќе дојдат овде, на што најмногу му се воодушевуваат? Добро, јас искрено се надевам дека посетителите се задоволни, зашто навистина има што да видат во нашиот музеј. Еве вака би издвоила како најголем впечаток им остават овие тлјови тука, значи тоа се заби или бивни од мастодонти, од тие фосилни слонови, понатаму черепот од едно крволочно животно, кое се викало сабијаст тигар, понатаму скорпиите, трите вида на скорпии кои што ги има во Македонија, секако тука е отровниот пајак црна вдовица. Тука се и двете диорами во изложбата со птици, каде што се презентирани два вида мршојадци, белоглавиот мршојадец и брадестиот мршојадец, кои се презентирани во нивните типични природни живеалишта, и секако би ги издвоила препарираните крупни цицачи, како мечката, волкот, рисот, лисицата, дивата мачка, дивата свиња, срничката и така натаму. Значи нема што нема во овој музеј. Па нема што нема, све има. Здраво, јас се викам Ксенија, моето прашање е зашто се викаат прстенести црви? Убаво прашање, навистина, зошто се викаат прстенети? Црви исто така се значи безрабетни организми кои што имаат издолжена црвовидна форма на телото, правилно цилиндрична или повеќе, односно помалку, грбно-стомачно сплескана, и карактеристично е што зависно од видот, нивното тело се состои од различен број на еднакви прстеновидни сегменти, пошто тие го добиле и своето име прстенести црви, а кои што имаат многу голема улога во природата. Во нашата поставка презентирани се како водните, така и копнените видови на прстенести црви, при што водните, например, имаат важна улога во прочистувањето на водените басени од материите во распаѓање, но исто така се храна на стопански важните риби, што значи дека се итекако важна алка во синџирот на исхрана во природата. Од една страна, а копнените видови, како што се дождовните црви, пак имаат важна улога во преработката на почвата и зголемувањето на низината плодност. Тука спаѓаат да ги споменам и пијавиците, кои што пак се надворешни паразити, односно се снабдени со така наречени пијавки со кои тие се прикачуваат за домаќинот, најчесто нели животните, а и човекот, и со кои што смукаат крв, односно телесна течност од домаќинот. Претходно го видовме хербариумот, сега имаме можност да видиме што? Сега имаме можност да видиме инсектариум, односно начинот како се изготвува инсектариумот, како се представуваат експонатите, односно примероците во овој дел од постојаната поставка кој што го покрива одделението за ентомологија. Значи овдека се направен еден вистински увид во делот за инсектите кои што се среќава кај нас, а во изложбата започнува со застапеноста на инсектите, градбата, метаморфоза и подоцна по различни групи се дадени само одреден дел од инсектите кои што се среќаваат кај нас, бидејќи тоа е една огромна група и само ќе направиме една споредба. Во депоат имаме над 300.000 примероци во музеот од целиот музејски материјал, од кои што скоро 200.000 припаѓаат само на одделението за ентомологија, односно од инсектите. Така, дечињата и во основните училишта учат да прават инсектариум. Да, и како и за хербариумот и за инсектариумот се јавува голем интерес за начинот на кој што се изработува и можам да кажам дека до одреден степен изработката на инсектариумот малку е поспецифична во однос на хербариумот, бидејќи се потребни некои додатна опрема, начинот на препарирање поинаков, се користи етер за успивање, се користи ексикатор кој што ќе ги одржи влажни, ако не можат веднаш да се препарираат, треба многу внимателно да се работи бидејќи се работи со шпенадли, со пауз хартија и така натаму. Меѓутоа, тоа во одделението за ентомологија одлично се работи и овдека имаме еден дел од постојаната постапка во која што се презентирани еден дел од инсектите кои што се среќаваат кај нас. Гледам дека ова што вие сте го сработили овде е за чиста десетка. Така е, одлично работи одделението со лаборантот,
значи се препарира континуирано, се работи на одредени групи кои што се од интерес за музеот моментално, порано, значи како вработените доаѓаат, така добиваат одредени групи, некои се сработени, некои се во тек, некои се оставени за наредните кустоси кои што ќе бидат вработени. Ви благодарам многу, а сега ние продолжуваме понатаму, драги гледачи. Во денешната емисија, драги гледачи, сме специјални и ексклузивни гости во Природонаучниот музеј на Република Македонија, а наш денешен домакин е Лилјана или Лиле Стефановска, дипломиран биолог и едукатор. Музејски едукатор. Музејски едукатор, работите и со дечиња, така? Апсолутно да. Работиме најмногу со дечиња. Дечиња од предучилишна возраст, значи малите дечиња од градинките, учениците од основно училиште и со учениците од средно образование. Тие се и најчестите посетители овде во музејот. Најчестите, дефинитивно најчестите посетители и најверните посетители на нашиот музеј. Кажете ми, зошто сите овие работи кои што се изложени овдека се битни за децата? Она што треба секако да се потенцира дека концепцијата на постојаните изложби се базира на основите на систематиката и еволуцијата на живите организми, па од тука и секоја група од растенијата и животните е презентирана на база на систематска категорија, при што голем дел од тие растенија или животни се презентирани токму во нивните природни живеалишта и сето тоа во голема мера се вклопува во наставната програма по предметите природни науки и биологија, значи за учениците од основно и средно образование, така што самата посета нивна на нашите постојани изложби им овозможува реализирање на некој начин на практичниот дел од наставата, со што значителна мера им се олеснува совладувањето на материјата која што ја изучуваат, но и од друга страна да се стекнат со повеќе знаење или да научат нешто повеќе за темата која што е предмет на нивна обработка. Здраво, јас сум Гала и моето прашање е колку минерали има во светот и колку во Македонија. Убаво прашање, фала ти Гала. Биле ќе ни кажете ли колку минерали, за разлика од она што ги има во светот, се најдени во Македонија? Имаме или немаме минерали? Имаме. Македонија представува богата земја со минерали и карпи и тие минералите и карпите представуваат значајно природно богатство на секоја држава. Во светот постојат околу 4700 разни врсти на минерали. Во Македонија има некаде околу 130, во кој само во рудникот Алшар, во Кавадарци, постојат 44 разни врсти на минерали. Значи не сме лоши. Не сме лоши, Македонија е богата со минерали. Ајде сега да имаме следно прашање, ќе постави некој од вас? Да, повели Кукличка, кој е твоето прашање? Здраво, јас сум Инес и моето прашање е дали има скапоцени дијаманти во Македонија. Прекрасно прашање. Биле, имаме ли дијаманти во Македонија? Во Македонија немаме дијаманти, но има рубин, тој е вариетет на корундот со црвена боја, кој што се откопува во рудникот Сивец во Прилеп. А каде има дијаманти? Дијаманти има во Јужна Африка и покрај на природен начин дијамантите може да бидат добиени и индустријски од страна на човекот во челични контейнери со експлозија. Во ред, имаме ли други скапоцени камења кај нас во нашата држава? Имаме скапоцени, например, корундот и кој што е црвен обоен и тој се нарекува тогаш рубин, кој што се користи за изработка на накид. Моето прашање е дали шкорпиите се отровни во оваа земја. Убаво, во нашата земја отровни ли се скорпиите? Во Република Македонија постојат 3 вида на скорпии. Тоа се карпатската, италијанската и големата скорпија. Морам да кажам дека сите тие се отровни, односно снабдени се со отровен апарат кој што е составен од една свиткана хитинска боцка која се наоѓа на крајот на опашката, поврзана со отровна жлезда. Меѓутоа, овој отровен апарат тие го користат за како моќно орудие за напад и одбрана.
Но кај нас, односно нашите скорпи, нивниот отров не е опасен за човекот, освен се разбира кај луѓе кои што се преосетливи, па може да се јави некоја алергиска реакција. Здраво, јас се викам Софија и моето прашање е како пајаците може да плетат мрежи. Исто како бабите, имаат ли игли или како ги плетат? Кажам нешто слично. Значи, пајаците ги плетат своите мрежи со помош на така наречена пајажинеста свила, која се создава во посебни жлезди кои што се сместени во стомакот на пајакот, кои што се отвараат на површината на така наречените пајажинести брадавички, кои исто така се наоѓаат во задниот долен дел на стомакот на пајакот. Свилата, значи, излегува во вид на леплива течна материја која во контакт со воздухот се стврнува. Таа излегува во вид на многу тенки конци кои се здружуваат и формираат еден посилен конец. А ткаењето, односно предењето на мрежата, се врши со помош на еден посебен, би рекла, чеслест ред на влакненца кои што се наоѓаат на последното членче од задниот пар на нозе. Така тие се ги плетат своите мрежи, при што различни пајаци плетат различни видови на мрежи, кои главно им служат да го ловат пленот, но некои од нив ги користат да си направат живеалишта во кои што се засолнуваат или пак да направат специјални торбички, наречени кокони, во кои што тие ги сместуваат своите јајца. Здраво, јас сум Лана и моето прашање е дали солта е минерал? Благодариме. Да, прекрасно прашање. Ајде да го чуеме одговорот. Да, и солта припаѓа во групата на минерали под името познат како халит или куинска сол. Солта која што представува основна материја на човекот за исхраната, значи некои минерали се користат и во исхраната. Минерал кој што е со бела дожолтеникава боја и сите ние користиме како зачин за јадење, но куинската сол содржи и јод, кое што спречува појава на гушавост. Здраво, јас сум Мила и сакам да прашам како се добива железото. Ова е убаво прашање. Ајде да откриеме. Ќе ни кажете ли, Била, како се добива железото? Да, железото се добива со печки кои што високи, кои што постојано работат во текот на 24 часа, во кој може да се произведе околу 2000 тони на железо со топење на железна руда, магнетит, хематит, пирит и така натаму. Значи железото во вид на руда се наоѓа под земјата, потоа се става во печки на висока температура? Да, на висока температура во кој се додава и кокс и варовник. И така добиваме, значи, квалитетно и убаво железо, од кое понатаму се може да се направи. Да, железнички пруги, брани. Автомобили, Да. кои што му треба. Да. Супер, ајде сега да видиме, имаме уште прашања? Да, повели Злато. Здраво, јас сум Марија и моето прашање е дали карпите и минералите имаат иста цврстина. Убаво прашање. Ајде, Биле, да ни одговорите, имаат ли иста цврстина карпите и минералите? Тие немаат иста цврстина. Еве во моментот има минералот кварц, кој што е потврд, за разлика од минералот од групата на лискуни, и тој се издвојува во вид на листови, овој минерал, и се користи во електроизолациони цели. Колку интересна работа и нашите гледачи ја можат да видат. Да, кварцот, минерал кој што е како полускапоцен камен, се користи за изработка на накид, но може да се употребува и за изработка на стакло. Прекрасна работа. Благодариме. Ајде одиме понатаму. Јас се викам Ксенија и ме интересира што е вулканска бомба. Мене ме интересира. Ајде да видиме, Биле, што е вулканска бомба? Вулканска бомба е материјал исфрлен од вулканите и заедно со пепелта и гасовите, а вулканот е отвор или пукнатина од кој што се исфрла вулкански материјал од земјата. И тие кои ќе излезат на површината, поради разлика на притисоците и температурата, добиваат најразлична форма. Вулкански бомби кај нас има во селото Неокази, во Пробиштип, и луѓето порано граделе куќи, мостови. Денеска тие представуваат природна атракција за туристите. Значи, навистина Македонија е богата вака во секој поглед. И богата е со минерали и карпи. Јас ви благодарам на прекрасните одговори кои што ни ги дадовте. Сега, дечиња, се согласувате да направиме една кратка пауза? Да! Одмараме ние, а одмараат и нашите драги гледачи. 3, 4, пауза!
Дојдовме кај волкот, мечката и рисот, почитувани гледачи. Еве го Мето повторно до мене, овде продолжува нашиот разговор, договорено? Одлично. Да видиме Имаат уште прашања. Да, ова е едно посебно вака интересно место кое воодушевува. Навистина се прекрасни сите овие примероци од животни кои може да ги видиме овдека. Тука ли се препарираат? Тука се препарираат во музеот, овие се препарирани многу одамна, кога е правен музеот или дури кога е правен првиот музеј пред скоро 90 години, како што веќе разбираме. Имаме, значи, Музеот денес многу ретко врши отстрел на нови животни. Многу инцидентно повеќе добиваме донации, одошто наменски ние одиме да уловиме нешто. секоја чест. Ајде да видиме, еве, сега со овој дел ќе ја завршиме и нашата емисија, почитувани гледачи, да видиме какви прашања спремија моите прекрасни другари и другарки за крај. Злато, кој е твоето прашање? Здраво, јас сум Гали, моето прашање е зошто буват гледа ноќе? Може ли и како гледа буват ноќе? Да, бувот гледа ноќе и тоа одлично. Бувот има посебно градено анатомски око, специјализирано многу осетливо на слаба светлина. И одлично гледа ноќе. Покрај тоа што добро гледа ноќе, бувот има очи што се поставени исто како кај нас луѓето напред на лицето, не се на страна како кај другите птици. И така полесно може да ја одреди оддалеченоста од пленот. Тоа го прави одличен ноќен ловец. Темница во која што ние ќе одиме и ќе се удриме у врата, бувот може да чита вестник. Така му доаѓа некој. Да. Гледа све, па дури и детали. И детали и одлично слуша. Значи може да слушне животинче под снегот, некој глувче како цивка, како прета под снегот и преку снегот да го лови. Преку снего да го фати, а лал да му е на бував, од бувот треба да учиме, драги гледачи. Да видиме, Злато, кој е твоето прашање? Здраво, јас сум Мила и моето прашање е зашто птиците прават гнезда? Ајде да видиме, навистина, зошто прават гнезда птиците? Не сите птици прават гнезда, меѓутоа најголемиот број прават. Во гнездата птиците ги полагаат нивните јајца. Зависност од тоа какви се гнездата или какви се јајцата, тоа е една цела еволутивна приказна тука, гнездата се посложено или помалку сложено изградени. Во некои гнезда може да влезе само птицата што ги направила и никој друг, во некои се отворени и се подложни на, ние ги викаме предатори, тие животни што напаѓаат и што се хранат со други животни или со нивни јајца или младенчиња. И практично во тоа гнездо сите јајца се на куп и птицата може да лежи врз нив и да ги топли, односно да ја одржува температурата додека не се испилат малите пиленца. Долго време, на кај некои птици 10 дена, кај некои птици по 2 или 3 месеца, пиленцата остануваат во гнездото. И тоа обезбедува нивна безбедност и сигурност. Птицата знае каде го оставила незиното малечко. Прекрасен одговор. Имаме уште прашање? Како не? Злато, кој е твоето прашање? Јас се викам Ксенија и моето прашање е колку видови мачки има во нашата држава? Браво! Имаме ли мачки ние во нашата држава? Имаме само два вида. Тоа е дивата мачка, што е многу слична на питомите мачки со кои што ние секојдневно се среќаваме, меѓутоа ова е шарена, живее во шуми, малку е поголема, и рисот, кој е веројатно попознат, посебно последниве години, кој што исто така е во фамилијата на мачки. Инаку знаете дека во оваа фамилија се и лавот, тигарот, гепардот, леопардот и многу други мачки различни. Така. Убав одговор на убаво прашање. Ајде, Злато, ти, кажи ми кој е твоето прашање се. Здраво, јас се викам Софија и моето прашање е која е разликата помеѓу ласица и лисица? Стварно, која е разлика? Ласица и лисица е една буква. Не, ласицата е најмалиот представник на групата месојадни животни или зверови, кои што се кај нас. Ето има една ласица таму, ако ја гледа камерата или овде зад мене можете да ја видите. И тоа е едно мало, условно кажано зверче, кое што се храни со некои животинчиња кои што може да бидат и многу поголеми, например зајакот е многу поголем од една ласица, меѓутоа ласицата може да го лови. Лисицата од друга страна, сите ја знаеме како и трицата или селската посетителка, е многу послична со кучето. Во истата група е на кучиња, има поинаков череп, поинако изградена, поинако живее, значи многу голема разлика има помеѓу ласица и лисица, ако само за една буква се разликуваат. Здраво, јас сум Мате и сакам да прашам какви карпи има во земјината кора. Прекрасно прашање, Матеј. Ајде, Дадо Биле, ќе ни кажете ли какви карпи има во земјината кора? Да, во земјината кора постојат воглавно 3 вида на карпи: магматски, седиментни и метаморфни, во кои најмногу се застапени магматските карпи со околу 97%, остатокот се метаморфни и седиментни.
но гледајќи површината на земјата, најмногу се застапени или најмногу се присутни седиментните карпи. Прекрасно. Ете, научивме нешто интересно, нешто убаво. Следното прашање, повели Злато, кое е твоето прашање? Здраво, јас сум Софија и моето прашање е кои карпи се најупотребувани? Одлично прашање. Ајде да дознаеме биле кои карпи најмногу ги користи човекот. Најмногу ги користи гранитот, магматската карпа, потоа базалтот, варовникот, кој со печење се добива вар, потоа мермерот, кој што се откопува од прилеп, исто така, и така. Значи, карпите и минералите се составен дел од нашиот живот. Да, тие се природно богатство на секоја држава, но представуваат и природни супстанции кои играат голема улога во индустријата. Исто така се гради од нив, нели, наоколу на сите страни кога ќе излеземе. Што кажавте дека е овдека изложено, а можеме да го видиме и од центарот на Скопје? Да, мермерот, тоа е метаморфна карпа, масивна метаморфна карпа, која што е доста застапена и кај нас се откупува во прилеп, во рудникот Цивец, и плоштадот Порта Македонија, на влезот од плоштадот Пела во Скопје, е изработен токму од мермерот. Сега јас имам нешто да прашам. Ме интересира во кој денови работи музеот, од колку до колку часот може да се посети музеот и има ли некои специјални поволности или попусти за организирани групи на деца и колку чини регуларната влезница, е вака да кажеме за сите оние кои што не били, кои што сакаат да дојдат да го посетат Природонаучниот музеј, кога и каде и како може да го сторат тоа? Постојаните изложби во нашиот музеј се отворени секој ден, освен понеделник. Во понеделник изложбите се средуваат, се чистат, така што тогаш тие се затворени, значи секој ден, освен понеделник, во периодот од 9 часот до 16:30 часот. Што се однесува до влезниците, влезниот билет за индивидуалните посетители чини 60 денари, а за дечињата, младинци до 27 годишна возраст, они имаат попуст, 50% попуст на влезниот билет, што значи дека влезницата чини само 30 денари. Има и други поволности, други попусти, например за лица со посебни потреби, социјални случаеви, исто така они имаат бесплатен влез. Студентите имаат секој слободен четврток, пензионерите исто така имаат 50% попуст на влезницата, што значи дека има доста поволности практично за сите категории граѓани. Здраве, јас се викам Била и моето прашање е дали има отровни пајаци во нашата земја? Ова е убаво прашање, многу Милан сака да знаат. Има ли некој отровен пајак? Да, во Република Македонија е регистрирана црната вдовица, пајак чиј отров може да биде, нели, смртоносен и за човекот во одредени случаи, зависно, нели, од здравствената состојба на каснатиот и ако соодветно навреме не се реагира, односно медицински не се третира. Во нашата земја регистрирана е во Кумановско, односно во Прилепско. Се работи за пајак чиј отров делува на нервниот систем и многу брзо се шири. А ќе го препознаеме по тоа што своите мрежи главно ги плете во долниот дел на сува тревеста, главно површина, односно вегетација на кој тој виси закачен со нозете, завртен со грбот, стомакот надолу. И по тоа што обично женките се црни по боја, поголеми во однос на мажјаците кои што се помали и со пеги на стомачите. Јас имам уште едно прашање за крај. Во Македонија имаме многу полжавчиња. Дали тоа што имаме разновидни полжавчиња значи дека имаме и природно богатство? Имаме голема разновидност на полжавчиња во Република Македонија. Значи во нашата земја регистрирани се преку 300 различни видови на полжави кои што ги има насекаде околу нас. Значи живеат на влажни места, во шумите, во грмушките, во дворовите, медите, но живеат и во водите, во нашите реки и езера. Меѓутоа, во нашата изложба имате можност да погледнете престаници и од водените и од копнените полжави, но за жал, како резултат, нели, на уништување на условите
за живење во нивните природни живеалишта, палење на стрништата и медите, како резултат на нивно неравномерно, неселективно, нерационално собирање преца од страна на човекот, голем број од овие видови за жал се наоѓаат на листите на загрозени видови. Затоа, деца, да не заборавиме дека природата не е неисцрпна и непотрошлива и сите заедно да помогнеме за незино зачувување, пред се зачувување на живиот свет во неа. Здраво, јас сум Марко и прашувам каде живее рисот. Ајде, каде живее рисот, да ни кажеме? Рисот живее само во стари, убаво зачувани шуми во планински простори, значи таму каде што има срни и диви кози. Главно се храни со срни и затоа мора да живее во шуми подалеку од луѓето. Има ли рисови во Македонија? Има во Македонија рисови, преостанати се некаде 20 до 30 единки, така се проценува, припаѓаат на еден посебен подвид на рисови балкански рис, од кој што се останати само околу 40 возрастни единки на целиот балкански полуостров. Значи од 40 единки половина се во Македонија. Штета што е така, се надеваме во иднина ќе ги има повеќе. Се надеваме дека ќе се намножат. Ајде да видиме, имаме ли уште прашања, Злато? Кое е твоето прашање? Моето е прашање е што јаде мечката. Да видиме, ајде ќе ги замениме сега местата, еве позади. Мало помало мечката еде се. Значи мечката е класичен пример за животно кое што се нарекува сестојат или на малку постручно се нарекува омнивор, од растителна храна преку животинска храна до мрши, значи веќе умрени животни, па и мед. Значи јајца од мравки, јаготки, боровинки. На боровинки мечката на есен може да направи наслаги сало за да преспие целата зима, например. Или знаат да ловат риби, да дојдат до пчеларите да ги скршат сандаците за пчели, да јадат мед или сами да си најдат мед од диви пчели, печурки знаат да јадат, мечките буквално јадат се. Ало да има. Ајде сега да видиме, следното прашање ќе го постави кој? Здраво, јас сум Мате и моето прашање е зошто некои животни исчезнуваат? Ова е убаво прашање. Ајде Мето да ни кажеш, зошто исчезнуваат одредени? Многу сериозно прашање. Се повеќе животни на планетата, па и во Македонија се загрозени од исчезнување, некои се и веќе целосно исчезнати. И исчезнуваат главно заради тоа што луѓето заради некои активности им го менуваат живеалиштето или прекумерно ги довеле со лов, ги довеле до една мала бројка заради која што не можеле да останат. Тоа значи дека ако се уништуваат прекумерно шуми или ако се пресушуваат мочуришта, езера, се пресушуваат реки, например, многу видови животни може да исчезнат. Благодарам. Ајде да видиме уште едно прашање за да ја завршиме оваа денешна емисија. Повели Марија, кое е твоето прашање? Моето прашање е ако некое животно исчезне, дали може да се врати? Ова може е најубаво прашање од сите вака. Ајде да видиме сега Мето, дали може некој исчезнато животно да се врати? За среќа може, покрај тоа што многу фактори придонесуваат кон исчезнување, науката нашла начини некои животни, ако исчезнат на одреден простор, да донесе исти такви животни, ако ги има веќе на истиот тој простор од друго место. Меѓутоа, тоа значи дека прво треба да водиме сметка за каните кои што довеле до исчезнување на животното, да ги нема повеќе. Исто така, последниве години, науката преку генетиката успеала да врати и целосно исчезнати животни. Имаме неколку такви примери веќе во лабораторија вештачки преку нивните зачувани примероци вака музејски да се извадат ДНК молекули се викаат тие преку кои што животното полека постепено може да се врати. Чуда се случуваат, но не треба да чекаме да се случуваат, треба ние да сме тие кои ќе ги чуваме животните. Процесите на враќање на животни во природа се многу скапи. Значи ништо не е невозможно, меѓутоа некои процеси се едноставно премногу скапи. И затоа е подобро да зачуваме, одошто да размислуваме за враќање. Јас ви благодарам уште еднашка за ова наше денешно дружење. За крај би сакал вашата колешка Лилјана, Лилја да поканам да дојде уште еднашка, да се поздравиме, таа ни е домаќин во ова наше денешно супер звезда шоу. Лиле, како сте задоволни од нашата денешна посета? Одлични беа, децата беа навистина прекрасни, сакам да им се заблагодарам на посетата пред се, на интересот што го покажаа, навистина беа супер и се надевам дека убаво се дружевме, убаво се забавувавме и научивме нешто повеќе, така ли е? Научивме многу убави работи, да? Така е, така е. Се гледаме и тоа многу наскоро.
Дечиња се враќаме овдека во музеот. Кого носиме со наследниот пат? Сите! Баба, дедо, мама, тато, братчето и сестричето, а до тогаш да ги поздравиме нашите гледачи, да им посакаме се најубаво, почитувани гледачи. Со ова завршува дружбата на суперзвездите, кои направија невидена спектакуларна посета во Природонаучниот музеј на Република Македонија. Сакам од се срце да ви се заблагодарам за вашето топло гостопримство и се надевам дека ќе се видиме повторно во некоја следна емисија. Се разбира, ќе видиме тука, само поведете. Поздрав до вас, драги гледачи, се најубаво, ви праќаме безброј бакнежи, многу ве сакаме, чао, пријатно и до гледање. Чао, чао, чао!